Ново издание на емисијата Напладне на Охрид Ньюс. Добар ден. Денеска во студиото имаме гостин, млад генијалец, кој што нижи успеси не само во нашиот град и во нашата држава, туку насекаде во светот. Станува збор за Лео Неловски, 15 годишно момче од Охрид, кој што е прогласен за првенец на генерација во основното училиште Григор Прличев. Лео, добар ден, добре ни дојде. Добар ден, благодарам на поканата. Твоите признанија и награди се многу. Јас сега на кратко само ќе ги прочитам за да не испуштиме некој, а подоцна ќе зборувам и детално како ти беше на надпреварите и што за тебе представува ева оваа нова титула. Лео, почитувани гледачи, нижи успеси од својата 6-та година на меѓународни, државни и регионални надпревари. Тој е државен првак и по математика, како и победник на меѓународен надпревар во Босна. Прво место и златен медал освои на државниот надпревар за млади физичари и природници, како и прво место на меѓународен надпревар по математика. Добитник е на германската стипендија од Гете институтот, има освоено и второ место на меѓународниот надпревар Макинова 2022, како и трето место на државен надпревар за млади физичари. Во бројните успеси се бројуваат и први и втори места на надпревари по германски јазик и биологија, како и повеќе од 120 дипломи, признанија, пофалници и сертификати. Навистина ова е еден огромен успех, млад генијалец, првенец на генерација. Како е чувството да се биде првенец на генерација? Ова признание јас го сметам како една заслуга за сите досегашни успеси во последните неколку години во областа на математиката и другите природни науки. Дали очекуваше оваа година да го добиеш ова признание? Па искрено очекував со оглед на тоа што имам повеќе од 100 признанија во кои влегуваат сертификати, награди на меѓународни, државни, регионални и општински надпревари, искрено го очекував ова признание. Која е твојата најомилена пасија, да кажеме, дали тоа математиката? Во теков на годините, да, тоа беше математиката, но покажав интерес и према другите природни науки и експериментални надпревари со проекти и така натаму. Тешко ли е да се биде врвен математичар? Не е тешко, потребно е многу трудолюбивост, многу работа, трпеливост и истрајност, и ако се исполнуваат овие карактеристики, ќе се постигне до посакуваната цел. Кога почна прв пат да решаваш математички задачи? Од многу рана возраст ме привлекуваше математиката и тогаш почнав и да решавам математички проблеми. Што ти е најлесно за решавање, а што најтешко? Сите математички теми ми се подеднако тешки или лесни, можеби како најомилено би ја издвоил алгебрата, меѓутоа подеднако ги сакам геометријата и другите математички теми. Почна тоа да го правиш од својата 6-та година, така? Па да. Кога прв пат забележа дека имаш афинитет кон природните науки и по другите предмети, но нели најуспешен си во природните науки? Да. На надпревари сум почнал да одам уште од доста рана возраст, сум го имал надпреварувачкиот дух и сум имал голема желба да учествувам на надпревари, особено математички надпревари, па еве и ден денес учествувам на доста математички, меѓународни и државни надпревари. Тешко ли е на надпреварите? Има ли голема конкуренција? Те плаши ли никогаш конкуренцијата или воопшто не замислиш? Не, секогаш гледам опуштено на тие работи, немам никаква трема, ето успесите доаѓаат како резултат на напорната работа. Што досега ти е најдраго од сите овие медали и награди кои што ги имаш освоено? Не би можел да издвоам една награда, меѓутоа ако морам би го издвоил освоениот сребрен медал на математичката олимпијада во 2022 година, при тоа истата година бев и државен првак на Македонија во 8 одделение по математика. Освен по природни науки добиваш награди и по, да кажеме, јазици и другите предмети. Да. Тешко ли е тоа да успееш се да го постигнеш? Доста комплицирано, доста динамично, меѓутоа работам напорно и на крајот успевам. Што ти е што ти лежи при срце од предметите? Во текот на овие години најмногу ја сакав математиката, меѓутоа во последно време најмногу ме привлекува биологијата и предмети што се поврзани со медицината. Како се подготвуваш за надпреварите? Дали тоа е многу часови во денот или некој подолг временски период? Подолг временски период навистина, особено од неколку дена пред надпревар, но и многу време пред надпревар се подготвувам. Колку е тоа отприлика? Не знам, некогаш 5-6 часа, некогаш 3-4, некогаш и цел ден ако е потребно. Но на крајот се постигнува, не? Се постигнува, така е.
Да. Ајде раскажи ни за некоја случка и од надпреварите, да кажеме кога одиш во странство. Дали имаш некоја трема, позитивна да кажеме трема? Не, немам треба, имам секогаш високи амбиции, особено на меѓународни надпревари во Србија, во Дубај и така натаму. Тоа го сваќам позитивно, стекнам нови знања, нови искуства и запознавам нови култури. Супер, одлично. Кажи ми кои се твоите планови за во иднина? Што се замислуваш еве да бидеш? Каде ќе го продолжиш образованието? Имаш 15 години и веќе си на крајот на основното образование, така? Да. Во текот на понатамошното образование планирам да го продолжам во медицинското средно училиште во Охрид и понатаму во иднина се гледам во дали некаде далеку во медицината, поконкретно можеби во кардиологијата или гастроентерологијата, но за тоа имам уште време. Одлично. Планираш и идните години да се посветуваш еве на природните науки, во однос на одење на надпревари и слично? Да, можеби не во олку динамично темпо, меѓутоа дефинитивно да. Сега динамично ти? Па да, овие месеци дефинитивно да. Добро, сега ќе се одмориш малце. Да, малку одмор, да. Летен распуст, да. Претпоставувам имаш силна поддршка од твоите родители? Да, без родителите можеби немало ни да успеам да имам толку големи успеси и достигнувања, тие биле мојата најголема поддршка и ден денес се. Да, сакам да се вратам само околу на прашањето и државен првак по математика. Како еве ја дочека таа информација кога беа сите тие надпреварувања, нели имаше надпревари? Немав некако трема, имав како и за секој надпревар, за тој надпревар високи амбиции. Искрено не очекував дека ќе направам толку големо достигнување. Навистина ми беше многу драго кога бев прогласен за државен првак на Македонија. И ете и ден денес тоа еден убав спомен и убаво достигнување во текот на моето образование. Дали се сеќаваш која беше првите задачи кои што ги решаваш? Искрено не се сеќавам на првите математички проблеми, одев на Brain of Brain, тука некаде беа моите почетоци. Па и тогаш учествував исклучиво само на математички надпревари, на ништо друго. На други надпревари почнав да учествувам дури пред 3-4 години. Како успеваш тоа да го избалансираш, да си успешен по повеќе предмети, во повеќе области? Се наоѓа време, работам напорно, имам високи амбиции, трудолюбив сум, амбициозен и тоа е рецептот за сите овие достигнувања. Така. Значи имаш време за се, и за игра со другарчињата, и за учење, кога се сака се може. Да, така е, апсолутно. Да, сакам да те прашам, пошто вештачката интелигенција е многу актуелна во моментот, а како еден врвен математичар и момче кое што ги сака природните науки, дали имаш некои амбиции, еве, токму во таа област? Во однос на математиката, од секогаш сум имал амбиции, понатаму не толку повеќе, моите амбиции повеќе ќе бидат сведени кон медицината, кон биологијата, хемијата и тие природни науки. Се разбира, можеби ќе учествувам и на некои други математички надпревари во теков на наредните години, меѓутоа моето образование и моите нови стекнати знања ќе бидат сведени на биологијата, медицината. Одлично. Ќе имаме еден успешен доктор. Се надевам. Така. Ајде за крај сакам да те прашам и околу еве сега како ќе се одмараш летото? Летен распуст, како ќе ги прославиш сите овие признанија и награди кои што ги имаш добиен? Во текот на овој летен одмор би ги исполнувал моите желби, со моите хоби и би играл пинг-понг, би следел спортски надпревари, такви работи. Да, и само околу надградувањето ти помогна и оние курсеви надвор од училиштето, така? Апсолутно ми биле, да речем, водилка во текот на овие години и ми помогнали многу. Во овој дел од емисијата ни се придружи таткото на Лео, Симен Иловски. Добар ден и добре дојдовте и за вас. Добар ден, ви благодарам на поканата обострано. Така. Лео прво го прашав како се чувствува како првенец на генерација и покрај сите овие признанија и медали, како се чувствувате вие како татко на првенец на генерација и како државен првак по математика? Гордост и чест и задоволство и не знам како би се изразил, кој збор би го потребила да не погрешам, да си имат вакво дете за син.
Многу сме горди како родители. Избран е за првенец на генерација, беше прогласен за државен првак и еден куп, многу награди. Задоволството е огромно. Дури некогаш не знам како би се изразил за да го објаснам моето задоволство. Така, да. Мони и толку скромен. Така? Не спомнавме, еве кога сме кај скромноста, една уште многу важна информација, тоа дека Лео Нелански во 2019 година влезе и во книга на Гинисови рекорди. Може да ни објасниш зашто станува збор? Станува збор за брзо решавање на задачи, множење, делење, собирање од земјање. Тогаш бев малку помал и нормално. Ми беше навистина многу драго кога го постигнав и тој успех. Симе, вие сте познат како исклучително добар музичар во градот. Ве знаат Охриѓани, нели? Лео има наследено од вас афинитети и кон музиката? Може тоа да го откриеме? Мислам, ајде да не испанит некако поинаку збор, пак да најдам добар соодветен збор, ајде да оставиме на гените. Нека видит гените дека се наследени од мене, мада и од по фамилија од мајка му, тие се сите музикални. Како мало дете мене ме гледаше Лео дека свирам, музицирам, пеам, слушам музика и му се вроди многу голема желба за музиката. И испадна да пројави желба за клавир, што е добро, мене ми е. Фактички јас сум армоникаш, исто познавам клавир, синтесајзер, клавиатури и така натаму, и сакаше тој да учи на клавир. Го запишавме во основното училиште Методи Пачев. Пројави голем интерес, одличен беше по клавир, одличен беше по солфеж. И сега дојде време да одет од училиштето на надпревари. Пројави желба, се спремаше, не би рекол немилосрдно се спремаше, али вежбаше онолку доволно колку што му треби. Веројатно дедо Господ тука ставил рака со неговиот талент. Успеавме на државен надпревар по пијано во Скопје да освоиме втора награда, односно да освоиме, тој си освои, негова заслуга си е. Веќе од втора, трета година од училиштето, јас не можев да го стигнам, пошто си имаше сосема други композиции кои што треба да се залага човек, да може да ги одсвири, да ги прочитат прво делата, па да ги свати себе, да ги објасни. Јас сум веќе друга линија со музиката, тој си е друга, тој е класика, јас сум веќе по другата. Да, Лео, како е да се свири на пијано? Не е многу комплицирано, јас тој период сум вежбал доста, сега не е толку поради динамичното темпо, поради многу надпревари, но добро, интересно е. Те опушта ли музиката? Молам? Те опушта ли музиката? Апсолутно. Да, од сите надпреварувања, после таа на пијано, Да, малце одмор. да, малку. Да. Сакам да ве прашам, Симе, за почетоците, од 6-та своја година Лео нижи успеси, како се случи тој прв чекор? Како го видовте? Какви беа почетоците? Сакам и вас да ве прашам, го прашав Лео, еве од ваш аспект. Така, од мој аспект, нормално, како родител, поинаков го согледвиш детето. Имаше доста интересни ситуации како малечко дете, сега како случаи не би сакал да ги спомним, и сепак се интересни се, особено како за родители. Секоја емисија што ќе ја гледаше на телевизија, интересни работи му се случуваја, памтеше доста работи, памтеше доста збори уште како малечко, гледаше поучни емисии, само си ги најдува, си ги пронаѓаше на YouTube, на лаптоп, некогаш јас ќе му донесев некој CD, сепак имаше тогаш разноразни игри, емисии, и после почнаа интересните работи со тоа што почна сам ги научи сите бројки и букви. Значи тој комплетно описменат почна во прво оделение и почна да се интересираат особено за математика. Па после следеше Brain on Brain, морам да го спомнам и тоа. И тоа му помогна малку во врска со владување на задачи. Веќе после тоа почна поголеми проблеми. Тие се неговите основни почетоци. Почетоците на образованието му беа
од супругата, од неговата мајка. Фактички таа го описмена најмногу, таа му помогна. Јас си го имав својот дел во врска со игрите, со музиката, со такви некои прошетки. Да, и омилен јазик ма германскиот, мора да кажам. Да, интересно. Зошто германскиот? Па не би можел да дадам одговор на тоа прашање, не знам, Ти се допадна, ми се допадна. Да. Да. Го зборуваш одлично? Уште уште го изучувам, меѓутоа се сметам за солиден добар. Да. Го прашав Лео за идните планови, никаде сме на крајот на разговорот. Така. Ми кажа дека сака да биде доктор. Вие го поддржувате во се досега и од сега, нели? Се што требит и што можеме ние како родители би му овозможиле и го поддржуваме 100% во секоја негова одлука. Секоја одлука што ќе си ја донеси сам си одговорен и ние имаме само должност и обврска само да испочитуваме неговата одлука. Ви благодарам многу на гостувањето, на сите овие информации. Лео, многу ти благодарам што беше денеска со нас. Уште многу успеси ви посакувам на целото семејство. Преку Лео се разбира и лични успеси, еве певаци во областа нели на музиката. И се гледаме повторно во следна прилика со нови успеси и награди. Ви благодарам многу на поканата. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што и денеска бевте со Напладне. Довидување.